Почитувани гледачи, добар ден. Ова е Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Канцеларии за комуникација со граѓаните. Започнува со работа отворениот градски базен. Нови паркинг места во зона А. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев од неодамна функционира Канцеларија за комуникација со граѓаните, каде што граѓаните имаат можност да остварат средба со пратениците од коалицијата на СДСМ. Пратеничката канцеларија работи од вторник до сабота од 10 до 15 часот, а граѓаните претходно треба да закажат средба преку асистентот вработен во канцеларијата. Граѓаните кои што сакаат непосредна средба со пратениците од Куманово и можност да разговараат за одреден проблем што ги засега, од неодамна тоа може да го сторат во Канцеларијата за комуникација со граѓаните, која се наоѓа на вториот кат во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Средбите со пратениците во собранието од коалицијата на СДСМ се закажуваат преку асистент. Пратеничката канцеларија работи од вторник до сабота од 10 до 15 часот. За еден пратеник е многу важно да имаме непосреден и постојан контакт со граѓаните за сите нивни секојдневни проблеми, прашања и оние работи кои што сака директно да ги постават до нас како нели дел од законодавната власт. Во петок и сабота кога имаме најчесто обврски во Скопје, тогаш не сме во канцеларијата, тогаш може да ја посетат истата и нели да разговараат со асистентката, да го кажат својот проблем накратко, таа да не го пренесе, но ако инсистираат на лична средба, тоа може да биде и во подоцнежните вечерни часови или пак во текот на петок и сабота, ако немаме обврски во собранието. Од досегашните средби, пратеничката Тасовска посочува дека граѓаните најчесто се интересираат за имплементацијата на донесените нови законски решенија. Последната средба ми беше со граѓанки кои што имаат лиценца за негователки и кои што сакаат да дознаат дали со новиот закон за заштита за социјална и детска заштита тие ќе бидат на некој начин приморани да го менуваат својот вид на средно образование за да може да остварат правото на работен однос. И нормално проблеми што се тековни прашања, проблеми што се, како што кажавте, од локална инфраструктура и сето она кое што е дел од нивниот секојдневен живот. Проектот Канцеларии за комуникација со граѓаните започна во 2003 година, а се реализираше со помош на Националниот демократски институт за меѓународни прашања, УСАИД, Институтот за парламентарна демократија, Швајцарската агенција за развој и соработка и ЗЕЛС. Во секоја отворена канцеларија во општините работи асистент кој му помага на пратеникот. Преку непосредна комуникација со избраните представници, граѓаните имаат можност за размена на информации, предлози и сугестии со цел да се зголеми нивното учество во работата на собранието. Во Куманово лани се родиле вкупно 1096 деца, од кои 1085 биле живородени, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Во целиот североисточен плански регион во текот на 2018 година на свет дошле вкупно 1731 бебе. Доминирале машките бебиња, односно вкупно 581 бебе било од машкиот, а 504 бебиња биле од женскиот пол. Во брачна заедница биле родени 905 деца, додека 180 биле родени во вонбрачна. Сите деца во најголемата општина во Македонија биле родени во здравствена установа. Во руралната општина Старо Нагоричане во 2018 година се родиле само 38 деца. Од нив повеќето биле женски или вкупно 21, додека 16 од родените бебиња биле машки. Поголемиот дел од нив или 31 бебе биле родени во брачна, а 6 во вонбрачна заедница. Во Липково биле родени вкупно 373 деца, од кои живородени биле 370. Доминираат момчињата и тоа 194 наспроти 176 женски деца. Од нив 278 биле во брачна, а 92 во вонбрачна заедница. Во Ранковце биле родени само 32 деца, што е најмал број во целиот североисточен регион. Повеќето девојчиња, односно 22 бебиња од женски, а 10 од машки пол. Кратово лани добило 63, а Крива Паланка 129 бебиња.
Од утре ќе започне со работа отворениот градски базен. За најмалите влезот останува бесплатен, за децата од 7 до 12 години билетот чини 75 денари, а повозрастните за влезниците на отворениот базен ќе плаќаат 150 денари. Како и претходните години, за безбедноста на капачите и редот на базенот ќе се грижат неколку спасители, редари и хигиеничари. Базенот ќе работи од 10 до 18 часот. Отворениот градски базен утре започнува со работа, информираат надлежните од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Цената на билетите останува иста од минатата сезона, односно бесплатен влез за децата до 7 годишна возраст во присуство на родителите, за децата од 7 до 12 години билетот чини 75 денари, а повозрастните за влезницата на отворениот базен ќе плаќаат 150 денари. Останува она стандардно работно време за работа на градскиот базен, почувајќи од 10 часот до 18 часот. Сакам да искористам оваа прилика да ги повикам оние најмалите, оние уживатели во водните лудори, во летните авантури да го посетат градскиот базен, да уживаат на тој простор, бидејќи нудиме навистина добра услуга. Капачите кои што ќе го посетат отворениот базен ќе имаат прилика да се напијат и со освежителни пијалоци, ќе има за оние најмалите и храна на самото место. Како и претходните години, за безбедноста на капачите и редот на базенот, ќе се грижат неколку спасители, редари и хигиеничари. Отворениот градски базен е со површина од 550 метри квадратни, а се поставени 200 лежалки. Паралелно со работа продолжува и затворениот градски базен. Нови паркинг места во зоната А ќе добијат граѓаните во центарот на градот, на така наречена локација Берза. До крајот на неделава ќе започне и наплатата за паркинг услугата, информираат надлежните од јавното предпријатие Куманово паркинг. До крајот на неделава ќе биде пуштен во употреба новиот паркинг простор во центарот на Куманово, познат како Берза. На оваа локација екипите на јавното предпријатие Куманово паркинг веќе ги завршија подготвителните работи на терен, го расчистија паркингот од хаварисаните возила и ги обележаа местата. Предвидени се вкупно 71 паркинг место во зоната А, од кои 2 се за инвалидизирани лица и за нив е бесплатно, а останатите 69 наскоро ќе можат да ги користат граѓаните. Цената е иста како и за целокупната зона А, информира директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Фадил Шабани. До сега граѓаните се жалеа дека на овој простор никогаш и нема слободно паркинг место. Оваа локација се наоѓа во близина на општината, судот, поштата, СВР Куманово и неколку државни установи и институции. Надлежните од Куманово паркинг најавија дека при крај изработката на проектната документација потребна за реализација на зоната Б, кај спортската сала, кај градскиот стадион и кај противпожарната единица. Зонското паркирање во Куманово функционира од средината на 2011 година. За дел од возачите 30 денари од час за паркирање автомобил и не е најдобро решение. За некои тоа се големи суми кои ќе се слеваат во локалната каса, а за другите пак тоа е добро решение со кое ќе се регулира сообраќајниот метеж во градот. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ИЈ 46 години од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување и СД 67 години од село Делисници Свети Николско поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Како што информираат од МВР, на 14 декември 2016 година на теренот на ловечкото друштво Сокол Куманово, ловочуварите ги затекнале ЖА од Скопје, ТТ и ТВ двајцата од Куманово во незаконски лов и им ги одзеле ловните пушки и ги предале на првопријавениот, вработен во ловечкото друштво Сокол Куманово, како одговорен за организација, координација и работа на ловочуварската служба. При тоа првопријавениот на трите лица им посочил дека на жиросметка на наведеното ловно друштво треба да уплатат вкупно 10.000 денари како донација за да им ги вратат одземените пушки. Откако ја уплатиле сумата, првопријавениот спротивно на законот за ловство им ги вратил одземените пушки.
Второ пријавениот како раководител на стручната служба на ловечкото друштво Сокол Куманово со неизвршување на своите работни задачи, односно контрола над законско поставување на прво пријавениот, овозможил истиот да прибави противправна имотна корист од 10.000 денари за наведеното ловно друштво. Со ова пријавените нанеле штета од 276.750 денари на буџетот. Во Занечискиот дом денеска се одржа првата од 5 предвидени форумски сесии кои ги организира Советот на Општина Куманово во рамки на проектот за јакнување на општинските капацитети. На форумите покрај советниците учествуваат и сите заинтересирани граѓани, активисти кои ќе предлагаат идеи и ќе изработат проекти, а потоа сите заеднички ќе одлучат кој проект ќе се реализира. Представници на локалната самоуправа, невладиниот сектор, образованието, здравството, местните заедници, граѓански активисти денеска присуствуваа на првата форумска сесија која ја организира Советот на Општина Куманово во рамки на проектот за јакнување на општинските совети кој е финансиран од Организацијата за развој на Обединетите нации, а поддржан од Швајцарската агенција за соработка и развој. Тие имаа можност да предложат проектни идеи, да ги развијат и изработат конкретни проекти и подоцна по последната пета сесија заеднички да одлучат кој од тие проекти ќе биде избран за реализација. Обраќајќи им се на присутните, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски истакна дека иако се работи за символични средства, 500.000 швајцарски франци, целта е да се потикне заедницата да размислува креативно. Ја поздравувам оваа иницијатива, посакувам успешна работа денеска. Знам дека ќе излезат многу креативни идеи. Знам дека сите тие идеи не може да се покријат со овие скромни средства, но секако тие исти креативни идеи можат да се користат за дополнување на годишните програми, на буџетот и барање на дополнителни средства за реализирање на дополнителни проекти во градот. Ние имавме слични вакви иницијативи, кои што минатата година ги отпочнавме со UNDP. Во рамки на невладиниот сектор, на отворена апликација, се пријавија поголем број на невладини организации за додобивање на средства за реализирање на неколку проекти во градот. Најдоприте ги добија тие средства, беа поделени во неколку сегменти. Еве последниот проект кој што го пуштивме во употреба, тоа беше целосна реконструкција на детското каче во Соколанскиот парк, кај што вклучивме при реализација на самиот проект повеќе од 150 млади волонтери. Целта е да ги потикнеме, значи младите да дадат свој допринос за градење на заедницата, бидејќи волонтеризмот не само во нашата општина, генерално во државата е изгубен и мора да го вратиме тоа ниво кое што постоеше своевремено, вие повозрастните знаете, пред 80-тите, 90-тите години. Димитриевски се надева дека овие идеи нема да останат само на хартија, туку ќе се обидат заеднички во наредниот период да ги реализираат. Председателката на Советот на Општина Куманово, Атина Мургашанска, очекува бројни идеи и квалитетни проекти кои, како што рече, за жал нема да може сите да се финансираат од оваа донација, но ќе бидат подготвени за следни апликации. И во минатите години се изработија многу проекти на задоволство на граѓаните од другите општини, веќе имавме размена на искуства и така ќе биде и во нашата општина, а понатаму третата компонента е токму размена на искуства помеѓу предсесоветниците и другите представници од општината во дебатирањето за проблемите во локалната заедница и начинот како да се справиме со нив. На тој начин и ние како членови на Совет, како општина, ќе ја оствариме основната цел да бидеме што поблиско до нашите граѓани, да имаме слух за проблемите на заедницата и заеднички да ги креираме и одлуките, а и заеднички да ги креираме решенијата. Проектите треба да содржат вмрежување меѓу граѓаните и организациите, вклучување на маргинализирани групи, обезбедување на еднакви можности за жените, придонес кон поголем социјален импакт и практични и видливи резултати. Граѓаните ќе изберат за каков проект ќе завршат 50.000 швајцарски франци, а останатите 12.000 ќе се употребат за иновација за работа на Советот. Во продолжение вестите од Македонија.
Пратеникот Павле Богоевски на денешната собраниска седница ги наведе причините поради кои поднел оставка. Според СДК, тој кажал дека поднесува оставка за да не влијае неговата функција на постапката што евентуално би ја воделе органите на прогонот против него за нарачувањето масло од канабис. Рекол и дека чувствува морална одговорност. Не оди еден пратеник кој толку се залагал за еднаква правда и правичност за сите, кога ќе стори нешто незаконски, не личи да продолжи да биде пратеник, кажал Богоевски од собраниската говорница. Тој потенцирал дека има лична причина за оставката, бидејќи на овој начин, како што рекол, покажал дека вредностите и принципите на шарената револуција се уште се живи и никој не може да ги помести од нивното тежиште. Богоевски ги повикал органите на прогонот да го расчистат случајот со неговото само пријавување, но и со таксистот кој нелегално го прислушувал. Председателот на собранието Талат Џафери по говорот на Богоевски ја констатирал оставката на Богоевски. Предходно Џафери ја констатирал и оставката на Никола Груевски. Шефот на државата Стево Пендаровски, кој утре заминува во посета на Брисел, очекува дека на средбите таму ќе добие целосна потврда дека Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговори. Ова ќе биде прва негова официјална посета на Брисел откако стапи на председателската функција, а тој во интервјуто за Дојче Веле објавено денеска вели дека за време на средбите во Брисел со високи представници на Европската унија и НАТО ќе им укаже дека земјава ќе ги исполнила својот дел од обврските. Регионалниот совет за соработка објави нов повик за доставување понуди за грантови за развој на туризмот на Западен Балкан во вредност од 750.000 евра неповратни средства на ЕУ. Парите ќе бидат доделени на околу 14 проекти кои ќе бидат селектирани како најуспешни со поединечна вредност од околу 54.000 евра по проект. Крајниот рок за аплицирање е 12 јули. Во сите 6 држави од Западен Балкан, вклучувајќи ја и нашата земја, од 12 до 20 јули ќе се одржат информативни денови наменети за заинтересираните правни лица. Информативниот ден во Скопје ќе биде на 18 јуни во хотелот Александар Палас. Станува збор за втор повик за грантови од проектот, чија вкупна вредност е 5 милиони евра. Третиот повик се очекува во септември годинава. Целта на програмата за доделување на овие финансии на Регионалниот совет за соработка е развој и промоција на заедничката регионална понуда на културолошкиот и авантуристичкиот туризам на Западен Балкан со цел привлекување на што поголем туристи од Европа и светот, нивно подолго задржување во регионот и зголемување на приходите и бројот на вработените во туризмот. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 26 степени, а минималната беше 14. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 29 степени, а утринската ќе биде до 16. Веднаш по дневникот ќе можете да го проследите и извештајот од Државната лотарија на Македонија. Убава и пријатна вечер. Довидување.